Нацрт извештајот кој го подготви комисијата, едно 30 на страни, во основа хронологија на станите, заклучоци и препораки за расчистување на станите на 24 декември, е основана, тој извештај е резултат на мартовскиот политички договор меѓу политичките лидери и представници на ЕУ и представува, по моја оцена, добра основа, дури многу добра основа за конечен извештај на комисијата. Во него, во клучните препораки, 7 и 11, беа вградени идеите на странските наблюдувачи кои учествуваа во комисијата. Но по консултациите што беа направени околу правните квалификации за настаните во собранието и споменатите препораки, каде што тие правни квалификации се содржани, станува јасно отсуство на политичка волја да се погледне во очигледното, имено да се најде решение за настаните кои сите во Македонија и нашите пријатели во ЕУ го очекуваат од нас. И овдека не се работи за наши мислења визави нивни мислења, туку се работи за отсуство на политичка волја комисијата да влезе во остварување на дел од незиниот мандат со мартовскиот договор, а тоа е делот каде што се обврзува комисијата да расправа за уставноста на настаните. Значи, одбивањето на расправање за уставноста е всушност главниот проблем која блокира комисијата. Не коментари од разните, од ова, од нашата или од нивната страна, не е тоа проблем. Комисијата тоа го решава, расправајќи за нив, градувајќи ги со консензус воглавно во својот материјал. Значи, се работи за отсуство на политичка волја за клучниот елемент кој ние имаме мандат да го направиме, а тоа е расправа за уставноста на станите. Тоа конечно не доведе во ситуација председателот на комисијата да, мислам, депонира оставка на својата функција и неа да ја достави до председателот на државата. Практично, а и правно, не само практично, со тоа комисијата запира својата работа до конечна одлука на надлежните околу оставката на председателот на комисијата. Значи, нема опции комисијата да работи без председател, бидејќи таа правно е заснована врз како целина со еден акт во овој состав. Што значи таа запира со работа и ќе остави можност веројатно консултациите да продолжат поинтензивно околу само една или две точки всушност нема тука многу расправа за материјалот е од 31 страни во детали изработен и е по моје мислење ќе повторам одличен. Значи да расправа за тоа дали ќе вметне и на кој начин ќе ги вметне правните квалификации кои се направени всушност се преземени од вордингот на експертите на ЕУ. Правната квалификација на уставноста значи дали со настаните на изфрлување на, односно како се користи терминот, отстранување на пратениците, отстранување на новинарите и работата и попречување на пратениците за работа во правот е повреден Уставот и која е уставна одредба. Тоа е приказната и околу тоа ние имаме мандат да расправаме.